Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово вчера ги посети атрактивните Горно и Долно Врачанско езеро, последните од проектот 10 планински езера. Горното Врачанско езеро се наоѓа на 2182 метри надморска висина и зафаќа површина од 1256 метри квадратни, со должина и широчина од 40 метри. Се одликува со голема бистрина на водата, која поради карпестата околина на езерото, погледнато од повисоко на изглед, често му дава сребрено-сива боја, се именува и како Сребрено езеро. Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово во текот на вчерашниот ден го заврши последното 10-то езеро, кое што беше во состав на проектот 10 шерпланински езера. Овој проект Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово го започна на почетокот на оваа година да го реализира. Со тоа што ги поминавме, се надеваме најубавите езера кои што постојат на Шерпланина. Шерпланина има многу да понуди, меѓутоа тежок беше изборот, да го направиме изборот кои езера ќе ги посетиме, но како и да е, се надеваме дека со овој проект 10 шерпланински езера ја постигнавме нашата цел да направиме нешто за да ги натераме младите да излезат од дома и да ни се придружат, за да ја запознаат и Шерпланина, меѓутоа и да ја видат убавината на пешачењето и на искачувањето на планините кои што ги има Македонија, а посебно Шерпланинскиот масив кој што ние го имаме тука во Тетово. Инаку во текот на овој период додека траеше проектот 10 шерпланински езера, имавме посетеност од планинари не само од Тетовскиот крај, меѓутоа и од поширокиот дел на Македонија, со тоа што барем на една тура имавме по 60 на планинари кои што доаѓаа и кои што се искачуваа со нас до езерата. Атрактивен проект за кој што се надеваме дека и во текот на идната година можеби не 10 езера, но 5 барем од овие повторно ќе се навратиме и ќе ги посетиме. Кога велам дека заврши успешно, велам со тоа што со оглед на тоа дека во текот на ова лето имавме така малку променливи временски периоди и покрај тоа што имаше и дожд, имаше и ветер, имаше и сонце, сепак ги изгуравме сите 10 езера. Како повеќе од успешна ја оценува Новаковска ова планинарска сезона. Всушност беа посетени и турите кои што ги правевме на Кобилица, турата која што беше на Лешница, турата на Караникола и уште една тура, тоа беше Титов врв. Тоа се 4 национални кои што влегуваат во календарот на Планинарскиот клуб Тетекс, меѓутоа и во календарот на Федерацијата за планинарски спортови на Република Македонија. Кога ќе се направи сума сумарум на целата оваа летна сезона на Планинарскиот клуб Тетекс, можеме да кажеме дека беше повеќе од успешна. Не само што имаше млади, имавме од 7 до 77 години планинари кои што доаѓаа со нас на турите, кои што беа задоволни од самата организација и самата посетеност на овие тури. Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово нема да застане тука. Продолжуваме и понатаму со нови проекти кои што ги донесуваме за новата 2019 година. Така да нашиот план сега во блиска иднина е да ги заокружиме овие тури кои што ги имавме во 2018 со една забава која што ќе биде организирана и на која што ќе бидат поканети сите кои што учествуваа на овие тури, меѓутоа и сите оние кои што ни беа помагатели во реализирањето на 10 шерпланински езера. Планинарскиот клуб Тетекс од Тетово годинава имаше организирано 15 на своји тури, а дел од планинарите беа гости на тури организирани од други планинарски друштва.